Почитувани граѓани, ВМРО-ДПМН ги добива одговорите од трите анкетни прашалници кои беа доставени до граѓаните на клучни места со најголема фреквенција на луѓе, и тоа пред маркетите, пред институциите и пред патарините. Ова е најголемата теренска анкета која што некогаш е спроведена во Република Македонија и со голема прецизност го отсликува гневот кој владее кај народот. А причина за тоа е криминалната власт која наместо за народот работи за своите лични интереси. Одговорите на анкетните прашалници веќе ги добиваме. Денес ќе ви соопштам одговори кои ги добиваме од анкетниот прашалник кој беше поделен пред маркетите ширум државата, од кој досега се стигнати над 50.000 примероци. На прашањето дали со пазарењето граѓаните ги задоволила своите екзистенцијални потреби на неделно ниво, 70% од граѓаните одговориле дека воопшто не ги задоволила. 17% делумно и 13% целосно ги задоволила своите потреби. Одговорот зошто резултатите на ова прашање се вакви го добиваме во одговорот на следното прашање. А тоа е која е причината поради која пазарите помалку. Фрапантни 85% одговорила затоа што цените се поскапи, а трошоците за живот превисоки. 9% одговорила дека пазарат исти количини, а 7% одговорила дека имаат помали потреби во семејството. Потврда дека животот е се полош со оваа власт и одговорот на прашањето дали минатата година со истите пари граѓаните ја пополниле истата кошница, каде 94% од граѓаните одговориле дека истата е за половина попразна. Кога велиме дека е премногу и дека мора да има предвремени парламентарни избори за работите да тргнат на подобро, тоа го црпиме од одговорот на следното прашање. Кој сметате дека е виновен за поскапувањето? Дури 81% одговориле дека владата е таа која не превзема ништо и заради која цените се високи. Почитувани граѓани, одговорите на овие анкетни прашалници уште еднаш потврдуваат дека се што зборуваме во изминатиот период е автентичниот глас на народот од тешкиот живот и се поголемата сиромаштија предизвикана од оваа власт. Платите се ниски, а трошоците за живот превисоки. Месечниот буџет не стигнува ниту за подмирување на основните месечни трошоци. Ние штедиме, но владата не го прави тоа и не ни помага. И во состојба кога молкот не смее да биде опција, треба да ги кажеме работите гласно за да ги промениме. Затоа што премногу е. Ова е протест за промени на 18 јуни во 20 часот пред владата на Република Македонија. Ви благодарам. Дозволете ми да прочитам и прашање кое што стигна до прес-центарот на ВМРО-ДПМН од телевизија Алсат. Дали ВМРО-ДПМН и пратеничката група работи во обезбедување на потребно мнозинство за интерпелација против председателот на Собранието? Кој е вашиот коментар за вчерашниот писмен одговор на Џафери? ВМРО-ДПМН работи на предвремени избори и тоа е излезот од сите кризи кои токму оваа власт ги создаде. Премногу е од понижувања, поскапување и тежок живот. Работите мора да се променат и ова е протест за промени на 18 јуни пред владата. Протест против овој однос и против оваа влада. Ви благодарам.